Да, после разговорот со Свет, одиме сега на една тема која што можеби е малку подзаборавена за волја на вистината од сите оние фокуси кои што се ставаат на политичките случувања, а тоа се младите во Република Македонија. Еден поопшт и погенерален разговор, меѓутоа и поконкретен подоцна, во однос на она главно прашање на кое што при тоа да нам поминеме дека се отворени телефонските линии, може слободно да давате ваши мислења и ставови. На конкретното прашање каква е состојбата со младите во Република Македонија. Токму по тој повод и наш вечерашен гостин е Драган Атанасов од Сојузот за младинска работа, со кој што се надевам ќе ги офатиме сите овие главни прашања и главни теми. Добре дојде, Драган. Благодарам. Така, ајде најпрво околу се она што се бавите вие конкретно, младинската работа. Иако на почетокот прашав каква е состојбата со младите, ајде како интро, каква е состојбата и со младинската работа во земјава? Состојбата со младинската работа се подобрува, бидејќи во последните неколку години, особено тековно, има поголем број на процеси кои ги водиме заедно во соработка со државните институции во Македонија со цел препознавање, признавање, регулирање и подобрување на квалитетот на младинската работа. Инаку само да објасним уште на почетокот, младинската работа представува организиран систем на активности за поддршка на личниот и социјалниот развој на младиот човек преку неформална едукација и преку информална едукација, преку спонтано учење. Ние сме Сојуз за младинска работа, во кој членуваат 15 на организации членки, кои се младински организации и работат со млади и кои се залагаат за воспоставување на таков поструктуриран, поорганизиран систем за квалитетна поддршка на личниот и социјалниот развој на младите. Атанасов, ќе ги отвориме повеќето прашања во текот на разговорот. Мислам дека имаме гледач на линија кој што сака да се вклучи веднаш на самиот старт. Повелете во програмата. Сака да се вклучи веднаш на самиот старт. Повелете во програмата. Ало, здраво. Здраво, повелата. Кој е вашиот став? Вака сега. Да, само на почетокот ќе ве замолиме да го намалите тонот на вашиот ТВ приемник за подобро да се слушаме. Да, еве сега е исклучено. Повелата. Вака сега. Младите во Македонија имаат многу лош пример од повозрастните. Значи, младите сватија, што се вика и најмалите и најмладите сватија дека ако крадеш многу, ако крадеш тогаш краде и многу, за да имаш пари да потплатиш полиција, судство, за да не лежиш во затвор, за да не те гони законот или многу малку да лежиш или ако веќе те осудат со многу пари можеш да избегаш кај сакаш да подметиш луѓе. Друга работа сватија дека политиката, бавењето со политика е најдоходовна професија, каде што може за кратко време да се одбогати за 10 животи без да вложуваш капитал, да го крадеш народот и да не одговараш за тоа. Младите тоа го сватија и како трета опција, доколку не можат да влезат во власта, во политиката, или немаат можност да украдат толку многу пари, а за тоа треба да се има позиција и функција, тогаш сватија дека лево треба да го бараат надвор. Младите сватија дека се случува нешто парадоксално, крадат од антикорупцијска комисија, не одговараат, пратеници си зимаат по 2000 евра за патни трошоци, не одговараат, како Силвана Бонева. Сватија дека има многу факултетски образовани, голема конкуренција се ствара. Сватија дека луѓе купуваат дипломи и никој не одговара за тоа. И чија е ова одговорност, господине, за ова младите што го научат? Нормално на секоја власт. Значи, што само да докажам ако може. Да, само пократко ќе вам молиме во интерес на времето и да му стапиме простор на гостинот. Ако можам да се докажам. Ало. Се слушаме, повелата, само поконцизно. Да се докажам ако може. Може. Целата јавност виде дека во судовите, каде што Академијата на судии, каде што треба да делат правдата, видовме фалсификувани дипломи. Во полицијата излегува со фалсификувани дипломи и никој не одговараше за тоа. Тие што поштено учат деца и студираат, што се залагаат и стварно имаат знаење, тие едноставно не може да дојдат до
да дојдат до своето парче место што го заслужуваат, работно место, од луѓе кои што имаат врски, пари да подмитат, да купат дипломи и така натака. Добре, ви благодариме за вашето јавување. Да докажам уште една реченица. Меѓутоа ви оставивме доволно простор. Имаме и гостин и ајде уште една реченица, се надевам ќе бидете кратки. Добро, се исклучи. Продолжуваме. Атанасов, како ја перцепирате ова изјава или како да речем реакција на гледачот? Така, мислам дека не е нешто ново и не е необично и држат вода сите нели аргументи кои господинот ги кажа. Мислам дека се најголем дел од луѓето во Македонија се свесни на состојбата и секако тоа се прашања кои треба да не загрижуваат. Меѓутоа, тоа е одговорност од една страна на власта, од друга страна и младинските организациите кои што работат со млади. Мислам дека има позитивни чекори кои што се преземаат во моментов, пример се подготвува закон за млади, кој што опфаќа младинско учество, младинско застапување. Точно дека многу млади се активни во подмладински политички партии, меѓутоа и тоа е легитимно. Местото на младите меѓу другото е и во политиката. Но колку имаат глас во креирањето на политиките, не само да членуваат? Тоа е сега друго прашање. Меѓутоа, нели се подготвува закон за млади кој ќе регулира, кој ќе осигура младите луѓе да имаат глас, нивниот глас да биде чуен во креирање на политики. Има на пример тело за коменажмент во кое се има структурен диалог. Тоа се европски процеси кои што исто се случуваат во Македонија и кои му возможуваат на младите да го кажат своето став за политиките кои ги засегаат и тој став да биде земен во предвид кога тие политики ќе бидат донесени. Дали можеби и вие сте иницијатор или можеби партиципиравте во овој закон за млади? Ние искажавме став за како младинската работа како организиран систем за поддршка на млади треба да биде дефиниран, меѓутоа внимателно следиме што се случува со законот и нашите организации членки се исто активно вклучени. Имаме гледач на линија, меѓутоа ќе го замолам да почека во овој однос да му поставим уште едно прашање на Атанасов. Рековте на самиот старт дека има подобрување во однос нели на младинската работа, па еве ме интересира дали за кој период станува збор, дали за последниве години и конкретно како државата всушност ја препознава младинската работа? Подобрувањата се од последните, точно така, од последните неколку години. За среќа, Агенција за млади и спорт се заинтересира многу за ова прашање, тие се наш партнер како државна институција во сите овие процеси во врска со младинската работа. Како пример за она што е веќе постигнато, ќе наведам дека за прв пат е донесен стандард за занимање младински работник, кој за прв пат покажува кои се тие компетенции, кои се тие квалификации кои секој човек кој што работи со младите луѓе треба да ги исполнува. Сега во моментов на пример работиме на изработка на програми за како тие компетенции да се стекнат. Министерството за труд и социјална политика исто така се вклучи после тематската сесија за млади на владата, во која и ова прашање беше обработено за стандардизација и професионализација на младинската работа. Позитивен тренд е и тоа што конечно после толку години на пример беа одблокирани средствата за проекти за млади на Агенција за млади и спорт. Така што убава јавноста да знае дека прв пат после неколку години Агенција за млади и спорт одвои одреден дел финансиски средства за проекти за млади, постои најава дека наредна година ќе бидат тие средства уште поголеми. И сите тие се поврзани со новата стратегија за млади која што е донесена од пред 3 години, 2016 година. Колку се истите отворени за да се аплицира на нив? Колку се достапни до граѓаните? Достапни се. Младински организации кои работат со млади, мислам дека 50 на апликации, колку што следам и јас од известувањето од Агенција за млади и спорт, аплицира, мислам дека 6 или 7 грантови беа добиени. Меѓутоа и тоа е еден позитивен чекор, бидејќи голема е врската и треба да биде врската на државата да обезбеди средства за проекти, средства за структури за младинска работа, средства за на пример да се вработат професионалци кои ќе работат со младите луѓе професионално на нивен личен и социјален развој. Не да оставаме младите луѓе да земат како господинот претходно што кажуваше примери, негативни примери од другите области на општественото живење. Да се насочат кон позитивното. Во ред да му отстапиме простор на гледачот. Добро вечер и повелате току која си уште на линија. Ало, добро вечер. Да, повелате во програмата. Видите, претходникот што кажа се сложно наполно и вашиот гостин ги тумачи добро работите, али младите најповеќе овие турбуленци сега што се јавува со власта, со партиите, најповеќе нема верба на носителите на власта, на пратениците, на државата, на владата. Овие турбуленци од Пржински, од договори наваму што се десија
и државата непочитување на уставот, на законите, младите губат доверба и не верба во државата. Например, водителката со најдобро име, Јана, во вашата телевизија, најубаво име, например, може да биде најнеполитизирана во своите емисии што ги води, толку е срплива, дури го надминува Роберт од Канал 5, а што да кажеме за 24 за огнен. Нас против неја, да кажеме Сашо Јордановски, кој е многу политизиран, кој фрла отров од устата, кој не е реално... Добро, господине, ќе замолиме, немојте со вакви компарации, бидејќи не е и темата која што сега ја третираме. Ви благодариме на убавите зборови, барем за Јана, иако е таа скромно па не коментира. Јас веќе се навикнав на секакви коментари со претходните контактни емисии. Доколку сте се уште на линија, дали можете кратко да ни кажете, еве да не биде дека не ви отстапуваме простор конкретно за ова? Може би имате прашање до гостинот за младинската работа, некоја ваша идеја како да ја подобриме состојбата со младите? Видете, ситуацијата да ја подобриме со младите, не можеме ние да ја стигнеме Германија. Колку ние одиме напред со нашите економии, Германија толку бега. Младите секој пат ќе сакаат да бегаат таму. Не можеме да ги стигнеме. Ние изостанаме од 45-та година наваму со социјализмот, со комунизмот, изостанаме многу пред државите и не можеме да ги стигнеме никој пат. Во ред. Не одиме горе, тие ќе бега и младите се селува не само од крајна, со цел Балкан, од цела Европа, од Бугарија, од секаде се селува. Во ред, ви благодариме за вашето јавување и споделувањето на вашиот став. Да, ќе вклучиме гледачи малку подоцна. Атанасов, еден од најгорливите проблеми во Македонија е иселувањето токму на таа млада популација, на тие млади кадри, што луѓе кои што се дефилирале во некоја професија, што луѓе кои што го бараат своето чаре надвор од државата. Тоа, особено како тренд, не е престанато и покрај промените кои што ги има во државата, барем во поглед на управувачките структури, како тренд не е застанато. Кој е најголемиот проблем и како младите, баш тој потребен кадар во Македонија треба да остане, како да се стимулира истиот? Мислам дека станува збор за комплексно прашање, зашто младите си бараат можности надвор од Македонија. Да, различни се, меѓутоа има веројатно различни мотивации таму. Најголем дел сигурно е очекувањето за подобар животен стандард, прогрес во кариерата и така натаму. Она што според мене е потребно и што може да се направи е имплементација на поструктурирани програми за поддршка на младите овде, од типот, например, за гаранција за млади, која што се имплементира во моментов помеѓу во соработка од Министерството за труд и социјална политика, Агенција за вработување, заедно со младински организации од Македонија, преку кои се таргетираат млади луѓе кои не се вработени и кои не се вклучени во образование, и нив им се нудат со средства, државни средства, им се нудат можности за или доквалификација, или за образование, или им се нудат можности за вработување. Значи, таквите програми, доколку станува збор за програми кои што ќе инвестираат поголема сума на средства и доколку се поврзани со актери кои што директно работат со млади, пример, младински организации кои се активни, мислам дека може да дадат резултат. Друг убав пример се програмите за мобилност на младите кои што се отворени за Македонија. Ние, например, програмата Erasmus Plus на Европска комисија, која што е за мобилност на млади, има возможност на нашите млади да отпатуваат и да учествуваат или во кратка размена, или студиско патување, или, например, студии во странство, 1-2 семестри, е целосно отворена за Македонија на исто ниво како сме земја членка на Европска унија. Тоа возможува наш млад човек да замине во странство, да стекне работно искуство, да стекне вештини и да се врати потоа тука и да ги инвестира и да започне сопствен бизнес или да најде вработување. Постоje тука можности, например, и за практична работа во секторот во кој младиот човек е дипломиран или завршува со студии, така што има можности кои што младите може да ги искористат за да станат потоа покомпетитивни на пазарот на трудот кај нас во
во Македонија. Меѓутоа, повторно се враќаме дека за тоа е потребно посилни организации, посилни младински организации со професионалци кои што ќе се работат работата и по можност ќе бидат финансирани не само од странски донатори, туку од нашите чинители тука во Македонија. Да, се добива впечаток дека нели можеби ако споменавте дека има одредени нели позитивни исчекори, меѓутоа сепак генерално еве и од гледачите констатациите дека сме можеби премногу отруени со политика, се чини дека се е поврзано, па и нивните коментари, па и во однос на младите со политиката е како еден вид на разочарување. Меѓутоа, само морам да една забелешка. Интересно е што и вие како представник на нели младинска организација сепак гледате, односно детектирате некоја одговорност поголема и кај вас не ја префрлате топката кон државата и владата како и секогаш, меѓутоа неминовно е прашањето. Споменавте дека имате добра соработка со агенцијата нели за млади и спорт. Осам со оваа институција работите ли некои други проекти дополнително со некои од државните институции? Да, во тековните процеси кои што сега се насочени кон стандардизација, поставување на квалитети за младинска работа и на стандарди за квалитет и поставување на портфолио за тоа младинскиот работник како професионалец кој го поддржува личниот социјален развој на младите, кој е тој човек и какви компетенции треба да има. Со овие процеси се финансирани преку проект на Националната агенција за европски програми и мобилност, односно програмата Erasmus+, и тука ги вклучуваме сите релевантни институции, почнувајќи од министерства, имаме исто соработка со Центар за стручно образование на возрастни со ЦОВ, бидејќи со нивна помош и со нивна поддршка и со ЦСО, Центар за стручно образование на возрастни, го поставивме тој стандард за младински работник, врз основа на кои сега може да се акредитираат програми во кои со чија помош ќе може да се образуваат лица кои што сакаат професионално да се занимаваат со работа со млади. Атанасов, за крај да го слушнеме мислењето на само уште еден гледач, бидејќи времето не гази. Повелете, имате околу 2 минути, ве молам да ни испочитувате, бидете кратки во вашиот став, бидејќи треба да го затвориме овој дел. Во програма сте. Ало? Повелете, во програма сте, господине. Дали се слушаме? Да, добро вечер. Повелете. Сакам да го питам господино за младите, за развој, за било од која област. Сето тоа што нуди на младите, дали ќе биде гаранција државата или некој што го нуди тоа? И Воред, не го разбравме баш најдобро прашањето, меѓутоа сепак тука треба, како што спомена колегата Чаловски, да ставаме крај. Само уште едно многу кратко прашање, Атанасов, ако може да се направи компарација што најмногу во моментов им недостига на младите во Република Македонија споредено еве со оние на европските земји, можеби. Моje лично мислење и од искуството од сегашната работа, мислам дека им недостига квалитетно образование и можност за градење на кариера, можност за стекнување на компетенции, на вештини кои ќе им возможно да може да се надпреваруваат на пазарот на трудот. Мислам дека не ги подготвуваме доволно за тоа. Така. Значи треба да им се дава поголема шанса на младите во Македонија, бидејќи нели онаа парола тие се иднината. Така. Атанасов, уште еднаш благодариме што бевте гостин во студиото. Ќе имаме прилика уште неколку пати нели да разговараме во ова студио. Ќе бидете поканет секако. Вам почитувани посакуваме пријатно попладне, би рекол. Останете со оној забавниот дел на Студио 1, а потоа следуваат разговорите на Јадранка Костова и нејзините гости и темите кои што ги обработува. Со нас се гледате во понеделник. Пријатно.